Санација и реконструкција на улици и патишта, подобрување на водоводна и канализациона мрежа, уредување на градот. Ова се најчестите барања на Велешани. Вела дека надлежните секогаш треба да се стремат за подобрување на условите за живот и разубавување на градот. Дел од анкетираните велат дека во изминатиот период користеле и можност за средба со градоначалникот и сметаат дека општината е отворена за предлозите на граѓаните. Кејот на Вардар од Железен мост до Стар мост да се направи од двете страни и пазарот да се покрие. Треба подобро да правиме, да одиме напред, а не да идеме назад. Се надевам дека ќе биде се уште подобро, мислам, и понатаму. Дали сметате дека локалната самоуправа е отворена за предлозите на граѓаните? Да, отворена е. Улици уште нема направени доволно, треба се направат. Градоначалникот со овој мандат обеќаше, не ги заврши сите работи. Отворена е, слободно е, може секој да иде кога сака, а нарочито у четврток. Да, нема проблем за тоа. Има вода, луѓе, бара, кој што има потреба, тој си оди. Секој четврток е приемен ден на градоначалникот. Во просек по околу 20 на граѓани доаѓаат да се сретнат со првиот човек на градот, за да најдат решение за надминување на некој проблем. Од локалната самоуправа велат дека анализата која неодамна покажа дека општина Велес е најтранспарентна е поттик за подобрување на квалитетот на работата во иднина. Општина Велес не кријат ништо околу работењето на оваа институција. Иако Велес е најтранспарентна општина во Република Македонија, таа е во оние 3% на институции кои имаат многу добра активна транспарентност, сепак ние ќе продолжиме понатаму, ќе се спремиме за подобрување на индексот на исполнетост од 83,6%. Затоа што сметаме дека се уште има простор за напредок, односно за надоградување на следните на овие активности што следат во наредниот период. Инаку општината во текот на годината бара мислење од граѓаните и за квалитетот на услугите што ги добиваат и ажурноста на вработените по пат на анкетен прашалник во електронска форма.